зборуваме, ќе го посетиме местото Витлеем и Назарет. Јас овде ги ставив обратно. Иако Исус е роден во Витлеем, но сепак каде одраснал, каде пораснал? Библијата вели во Назарет. Така да, ќе ве повикам да одиме на едно виртуално патување. Ова се нарекува виртуално патување, значи одиме преку слики да го следиме она што стои пред нас. Исус Христос, почитувани пријатели, непроценив дар, нешто што не може да се спореди што постои нова земја на ова планета. Живееме во време кога сите ние сакаме да се подаруваме. Еве сега се ближат празниците, Божик, па Нова година, па другиот Божик и така луѓето размислуваат што ќе им подарат на своите сопруги, на своите сопрузи, на некој близок пријател, на деца, на татко, на мајка и така натаму. Кога размислував за подароците, отидов малку на интернет и да видам што се подразбира под името подарок, што луѓето подаруваат на своите најблиски. И најдов еве на овој пример. Еден човек сака на својата сопруга да ја подари Јагуар, овај кола. За аванс уплатил, знаете колку? $80,000 како аванс, а подоцна кога ќе биде колата направена, ќе го доплати другиот дел. Бидејќи овие автомобили се рачно изработени, не само серијски, знаете, сте гледали роботи како швајцуваат, како лепат, како монтираат, ова кола е рачно изработена. Кога колата била готова, тој доплати уште пари. Уште $507,000. Значи, кога била готова колата, тој доплатил. И вкупно тој автомобил чинил $587,000. Рачна изработка. Само 250 парчиња годишно. Сите не може да имат ова кола. Ете, тој е пример. Гледате, луѓето што подаруваат на своите најблиски. А знаете, и со ова кола, и со други автомобили може да се помине патот од Колешин до Новосел, така, може и со Фицу, и со Стојадин. Меѓутоа, гордоста на тие луѓе кои имаат моќ, кои имаат пари, е што подаруваат. Еден шеик, знаете, шеиците се доста богати, сакал да изненади својата сопруга. И тој порачал автомобил од сребро. Меѓутоа, надворешните делови биле украсени со злато. Ете, и тој дал огромни пари. Тоа се случило во Индија. Ауди 8. Во тоа време. Ауди 8. Меѓутоа, повторно рачна изработка од сребро, но украсени делови со злато. Меѓутоа, има и екстремни случаи кога некој одлучува да им подарат нешто на своите. Најдов е овој пример. Еден господин во своето копатело монтирал WC шоли од злато. Гледате ова левата фотографија. Од злато. И тој вкупно дал $300,000. Чисто злато, рачно изработено. Некој нарачал сребрена ова за глувци, како се вика? Фах. Стапица. Меѓутоа, што мислите, ова ако е злато, повеќе улови глувци од она обичната од лим, односно од железо. Знаете, луѓето имат пари и си подаруваат такви предмети. Меѓутоа, ево што еден пример, браќата Рајт, познати се во историјата, тие на општеството, на луѓето им подариле нешто сосема подруго. Тие измислиле летало, ние го нарекуваме денеска авион. 1903 година. Браќата Рајт седеле, размислувале и ете го склопиле ова летало и знаете колку метри тие прелетале? Само 60 метри. 60 метри. Може би како ова наше двориште. 60 метри. Не биле восхитени, биле радосни. Тоа се случило пред Нова година. Двајцата браќа Рајт, значи успееле да направат авион. И затоа
напишале телеграма до нивните родители и до сестрата. И еде што напишале: денес летавме далечина од 60 метри. Планираме да дојдеме за Божик дома. И таа телеграма во нивното место во поштата била отпечатена. Поштарот ја однел во домот, ја примила сестрата од браќата Рајт. И радосна го зела листот и отрчила дома и рекла: мамо, тато, нашите момци доаѓаат за Нова година. Тие на општеството му подаруваат огромен подарок, авион, со кој луѓето навистина подосна, па и ние денеска уживаме и летаме. Почитувани браќи и сестри, тоа се обични подароци. Но ние речева ќе зборуваме за најголемиот подарок што го добил човекот и ова општество. Ќе зборуваме за овој дар што апостол Павле вели: благодарам на Бога за неговиот непроценлив, или тој вели овој превод неискажлив дар. Наистина, ние ќе зборуваме вечера токму за тој Божи дар. Тата благодарност се раѓа во срцето на човекот кој ќе свати дека некој ја држи раката, твоја и моја, или твојата и мојата нога, кога ни се лизга теренот, кога само што не сме паднале, или пак сме паднале долу. Но Бог ја пружа својата рака. Последна фотографија, сака да ја барав, но не ја најдов, како Божјата рака од небото ја испружа доле. И луѓето се фаќаат за неа. Место на таа рака има за секого од нас, почитувани пријатели. Тоа е дар од Бога. Овие две бали на семе ќе не подсетат на што? На Христовото раѓање. На Христовото раѓање. И затоа еве ќе одиме чекор понатаму и да, меѓутоа пред да отидеме во Витлеем, како што реков, сакам да отидеме и до Назарет. Ево фотографија позната Палестина, значи посебно овие последните месеци кај што се води војна помеѓу едните и другите, палестинците, израелците. Меѓутоа нема да зборуваме за тоа, ќе зборуваме за најголемиот дар што човештвото има добиено, тоа е раѓањето на Исуса Христа. Знаете, кога оние пастири горе на рипчето ја слушале на песна на ангелите, слава на висините, на земјата мир и добра воља меѓу луѓето, рекле: ајде да одиме и да го пронајдеме Спасителот, да го пронајдеме, да видиме што се случува, оно што Господ го кажува. И еве го текстот. Да видиме што е тоа што се случило од позади. Значи Христовото раѓање навистина запишано во Лука и во другите евангелии. Меѓутоа, што е она што се случило? Што е она што Библијата го запишала? Христовото раѓање било најавено на небесната пресконференција. Знаете, кога во Македонија ќе се случи нешто убаво, па и лошо, владата ги повикува новинарите и прави вонредна пресконференција. Тогаш се најавуваат, се соопштуваат, се кажуваат некои новости, некои убави или лоши работи. Меѓутоа, ајде да видиме кога Бог свикал пресконференција, небесна конференција, да видиме што се случило. Ево го текстот. А во тој ист крај пастири ноќеваа под ведро небо. Значи, само ова да ви кажам, под ведро небо, значи не било во зима. Исус не е роден ни во декември, ниту во јануари. Исус е роден негде во блага есен. Иако не го знаеме точниот датум. Меѓутоа, гледате овде, пастирите ги чувале своите стада, своите овци под ведро небо, вели Библијата. И отеднаш, Господов ангел им пристапи и Господова слава ги осветли, па се уплашија многу. Ангелот пак им рече: не бојте се, зашто еве ви ја најавувам добрата вест, голема радост која ќе биде за сите народи. Навистина ова била добра вест. Нова пресконференција, кога би имало новинари како денеска што има, тие веднаш би упатиле, би соопштиле, би ја пренеле таа добра вест. Се родил Спасителот на светот. Понатаму еве текстот што кажува: зашто денес би се роди Спасителот во Давидовиот град, кој е Христос Господ. И ова ви е знак, ќе најдете младенче,
повиено како лежи во јасли. И отеднаш со ангел се најде множество, дошле ангели, кои го фалеше Бога велејќи слава на Бога на висините и на земјата мир во луѓето добра волја. Тоа бил пред 2000 години најдобриот настан кој се случил на оваа земја, драги пријатели. Кога вас би ве запрашал вечерва, да кажете по вас, во вашиот живот, кој бил најдобриот настан, не знам за кој настан би се сетиле. Нито јас пробав да побарам по интернет, да видам луѓе кои оставиле белег во општеството, за нив што представува добрата вест. Еве две личности. Овој од левата страна е американски председател Никсон, кој го запрашале за тебе, господине, кој е најголемиот настан, еве тој што вели. Најзначаен настан во историјата на нашата планета било кога човекот прв пат стапнал на месечината на 16 јули 1969 година. Дали памтите или постарите? Јас сум имал 9 години тогаш. Имаше црно-бели телевизори, неколку колешено, знаете. И слушнав, гледавме слики како луѓето одаат. Меѓутоа го запрашале и Били Грејм, познат протестантски проповедник. Еве што кажал тој. Најзначаен настан во историјата на нашата планета бил кога самиот Бог дошол на оваа земја. Видите каква разлика. Од каква перспектива гледа овој председателот Никсон, но и овој човек кој целиот свој живот го посветил на проповедање на Евангелијата. За него најголем настан бил кога Исус се отелотворил. И токму вечерва ние ќе зборуваме малце подлабоко, ќе навлеземе за тој навистина непроценлив дар. Понатаму, продолжуваме, кој бил Исус, почитувани браќа и сестри? Кој бил Исус Христос? Има многу одговори, меѓутоа единствен го наоѓаме точен и тоа токму запишан во Библијата, во Свето писмо. Библијата зборува дека кога се навршило времето, тој го кажува апостол Павле во Галатаните 4:4, значи кога се склопиле стрелките на Божиот часовник, тогаш Исус дошол. Ниту порано, ниту подоцна. Значи, кога Бог проценил, тогаш се појавил Исус Христос. Исус е Божи син. Значи, не е тоа легенда, тој е Божи син. Спасител на светот, центар на историјата на човештвото, централна личност на библиската историја. Истина, од Исуса наваму се смета пред Христа и после Христа. Стара ера, нова ера. Новиот завет го опишува неговото раѓање, неговите дела, смртта, воскресението и потоа поштале апостолите да допишуваат настани кои се случиле. Значи, гледате колку е важен Исус Христос. За Исуса има многу пророштва во Библијата. Ја ќе ви спомнам, например, односно титули, а има и пророштва. Исус има 258 титули. Јас сега немам време да ги спомнам сите. Но Библијата ги опишува 258 титули. Така да, наистина, тоа само може Исус да го има. Во Библијата читаме дека Исус е тој бесценет Божи дар. На таа небесна конференција било соопштено дека неговото име ќе биде Исус или Емануил, што значи Бог со нас, Исус Спасител. Тоа се само некои епитети од неговото име. И затоа може вечер да кажеме благодарам Господе, благодарам Исусе што е посети нашата земја. Замислете Исус да не е дошол, да не платил откупнина. Ние ви умирале, односно раѓале, умирале, раѓале, умирале. И така цела вечност. Меѓутоа, Исус дошол да направи крај. Иако сега се уште боледуваме, се уште се раѓаме и умираме, но тоа наскоро ќе прекрати кога Исус ќе дојде, како што дошол Исус првиот пат, кога се навршило времето. Така кога ќе се наврши времето по втор пат, Исус ќе ја посети нашата земја, нашата планета. Мартин Лутер еве што запишал. Како што мајка се наведнува на длунката да си го види детето, така се наведнуваме на Светото писмо, за да го видиме во него кого? Исус.
Исус Христос, најважната личност во библиската историја. Гледате, за Мартин Лутер, верен христијанин, човек кој оддано му служил и кога бил таму, во католичката црква, мислејќи дека му служи верно на Бога. Јас имал прилика во Источна Германија поранешно да бидам таму кај што тој служил. Тој бил професор. Гимназија, има се уште тие куќи се чуваат. Во Витенберг, кај што проповеда, таму скалите се качуват и проповедалната може на метар и пол. Така е обичајно било кај протестантите. И тој проповедал. Клечел на колена со часови, се молел, мислејќи дека на тој начин ќе му годим на Бога. Не јадел, доста постел, седел и вик, ја река не ја читал Библијата, иако 100 пати ја прочитал. Меѓутоа, дошол таму до оној текст во Римјаните кај што пишува дека праведникот ќе биде жив од вера. И тогаш му го рекле, му светнале се и личките. Тогаш почна подлабоко да се моли. И Бог му открива голема вистина. Тој ќе биде повлечен. Ќе мора да го напушти самостанот и да се крие по селата во Германија, зашто бил прогонет да го убијат. Но Бог го употребил да ја преведе Библијата на народен германски јазик. Затоа дотогаш луѓето читале само Вулгата. Библија напише на латински јазик. Како денеска јас сега да ви подарам латинска Библија. Кој од вас ќе има можност да ја чита? Никој не може да разбере. Но Бог го употребил и тој е превел на народен јазик. За него, како тој вели, како што мајка се наведува над лутката да си го види детето, така се наведуваме на Свето писмо да го видиме во него нашиот Исус Христос. Затоа, почитувани пријатели, браќи и сестри, ќе повторам уште еднаш. Земната историја почнува со Исуса Христа и ќе заврши со Исуса Христа. Знаете, во Прва Мојсеева, 3 глава, 15 стих, е најавено Христовото доаѓање. Прва Мојсеева. Интересно, Бог не нашол за сходно тоа на Адам да го каже, туку на Сатаната. На Сатаната го кажа дека ќе дојде некој, а тој Исус Христос, кој ќе стапне на тој текст, да го читаме заедно. Јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената. Знаете сега, Бог се обраќа не на Адам, на кого? На Луцифер, поранешниот, на Сатаната вели, јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и незиното семе. Тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Наистина, кога зборуваме за овој бесценен дар, за Исус Христос, не е овде фотографијата, доле змијата символ на Сатаната. Исус на крстот ќе стапе на главата на змијата. Да, ние се уште умираме, но тоа е прва смрт. Постои втора смрт, од која Исус не откупил. И ако не бидеме верни на Бога, нема да доживееме втората смрт. Туку они кои заспале во првата ќе бидат воскреснати, а Павле вели ние живите, потоа заедно ќе бидеме преобразени и земји на облаците. Значи, почитувани пријатели, браќи и сестри, овде гледаме дека Исус е најавен и тоа се случило. Еве само библиските пророштва. Да ги спомнеме сега библиските пророштва, значи како што овде пишува, се родил точно на време. Нити подоцна, нити порано. Понатаму. Се родил во најавеното место. 500 години, 700 години, дека ќе се роди во Витлеем. Понатаму потекнува проречено племе. Погубен во точно време. Погубен е на начин како што е најавено. Воскреснал и денес е жив. Наистина, овде има многу место за разговор и за размислување. Зошто Исус не се родил во Витанија, која е многу поблиска до Јерусалим? Зошто Исус не се родил во Назарет, односно во Капернаум или Назарет, туку во Витлеем? Затоа што така пророците предвиделе. Бог на пророците тој го открил многу порано и тоа ќе се случи како што било проречено. Наистина, тој вели овде пишува како што читаме проречено племе. Кој е тоа племе од кој Исус ќе се роди? Кој бил неговиот очов?
Јосиф и Марија. Тоа е навистина лавот на Јуда, вели Библијата. Тоа е оно што сака да донесе спасение преку племето на Јуда, како што пророкот Валам некогаш одамна пророковал. Зошто не го обесиле? Туку го распнале. Така било предвидено. Дури за неговите алишта, вели Библијата, ќе фрлат коцка, жребка. Дури што ќе му дадат да пие. Сето тоа е проречено, браќи и сестри. Понатаму, еве, овде имаме една бројка или бројки веројатноста на исполнување. Некој рекол тоа случајно се исполнило. Меѓутоа овде има бројки што јас не знам да ги прочитам. Погледнете колку има бројки големи. Значи, Питер Стонер, астроном и математичар, изјавил во списанието кој овде го имаме дека веројатноста на исполнувањето на 8 пророштва е ова. Првата бројка 1 према тие нули. А 48 пророштва да се исполнат. Тоа никако не може случајно да се случи. Туку тоа е предвидено од страна на Бога, почитувани. Оно што Бог го кажал и Бог се држи до тоа да се исполни целосно. И затоа, ајде да одеме сега, првим рековме во Назарет, а потоа ќе отидеме и до Витлеем. Зборот Назарет вообичаено го знаеме како зборче фиданка или стебло. Еве го текстот. И откако дојде, ќе изникне фиданка од јесевите пенушки. Знаете пенушка што е? Ово дрвото што изниква, мали фиданки. Стебло ќе никне од низиниот корен. Господовиот дух ќе почива на него. Духот на мудроста и на разум, дух на совет и на сила, дух на знаење и на страв. Се насели во градот наречен Назарет, за да се исполни реченото од пророците дека ќе се нарече Назареец. Интересно, Исус не е роден во Назарет, туку таму пораснал. Значи, тој ќе се роди во Витлеем, но ќе се врати назад и како што овие пророците кажале, ете, тоа се и случило. Меѓутоа, археолозите, кога вршат ископавање, значи, во земјата, пронаѓаат разни глинени плочки и еве што се случило 1962 година во Цезареја било пронајдено некој доказ дека зборот Назарет значи и карула или кула. Значи, кои истражувале археолозите, тоа го откриве. Значи, место Назарет, Накарет, би рекле. Накарет, што значи гранка, ластар или грмушка, што не враќа во овој стих, како овде што вели, ќе изникне пенушка, стебло ќе никне од низиниот корен. И затоа, како што читавме овде, и откако дојде, ќе изникне фиденка. Така да гледате пророците, колку биле, како да кажем, прецизни во своите пишувања. Тие не победувале или така одрекав нешто да кажат. Но, како што вели таму во Новиот Завет, пророците пишувале оно што Господин го открил преку Светиот Дух. Ајде да посетиме, да погледнеме неколку фотографии од Назарет. Кога таму би отишле почитувани браќи и сестри, навистина интересно е. Тука последна црква изградена и на самата железна врата, овде сега ќе видиме, значи овдека ќе влеземе, еве што има. Еве сликата, тоа е како разни сцени изграфирани на таа железна од бронза врата. Тука се сите случаи поврзани со Исуса Христа. Значи туристите кога одат таму, тоа е атракција да можат да се присетат на оно што пише во Библијата. Кога ќе влезете внатре, таа црква е доста осветена. Гледате сводови. Значи, тука се многу прозорци, осветена и тука се верува дека Исус служил, дека Исус тука поминал дел од своето детинство. Значи, односно, претходно, Марија и Јосиф од тука тргнале во Витлеем на попис. Потоа Исус се враќа заедно со родителите и тука го поминал своето детство. Меѓутоа, Марија и Јосиф од тука тргнале во Витлеем, зашто сега ќе читаме за која минута, тогашниот владетел
издал наредба да сите отидат и во своите родни места да извршат попис. Еве, одиме сега во Витлеем, што значи куќа на лебот. И еве го текстот, еве го пророштвото. Знаете, Михеј, 700 години однапред го соопштува местото каде ќе се роди. А ти, Витлеем, Ефрато, најмалиот меѓу јудините крезови, од тебе ќе ни излезе оној кој ќе владе со Израел. Неговото потекло е од давнина, од вечни времења. Ако имате проблеми прочитувани со името Исус, дали е од вечноста, дали е роден од Отецот, еле одговор. Исус е од давнини, од вечни времења. Денес обтеретуваме дали Исус полубог, дали е починет. Кога читаме во Библијата, во Новиот Завет, често пати вели Исус, јас не можам ништо да правам ако Отецот не ми даде. На друго место ќе каже, јас и Отец сме едно. Значи, се зависи од која перспектива Исус зборува, дали како човек или како Бог. Така да, овде имаме многу текстови, ово и други, кај што ни се окажува дека Исус е од вечни време. Тоа сега ќе го ставиме настрана. Ајде го посетиме и Витлеем. Малку да отидеме со неколку фотографии. Еве уште една црква, уште едно место, кај што се верува дека Исус тука бил роден. Претходно тука била штала. Знаете, луѓето во тоа време имале ниски куќи. Немале крови како нашите, биле равни, во едно ќоше спиеле домакините, а таму ги врзувале животните. Значи, биле сиромашни претежно. Но, еве, тука, значи, кога ќе заминеме, еве, само да отидеме, еве уште една црква, значи, кога ќе отидете во таа посета на таа црква, има изградено една мала врата, еве е вратата. Значи, гледате овде човек како се поклонува. На тој начин покажува почит, зашто тука била, значи, таа штала, кај што наводно ете Марија и Јосиф не нашле место каде треба да се роди Исус, туку ете нашли само една штала која е надо. Еве уште неколку фотографии, малце поблиску, како луѓето влегуваат долу, се верува дека тука на ова место била шталата и Исус бил роден. Еве тука, значи, еве уште една фотографија. Тоа се сцени од Витлеем, кај што навистина е роден Исус Христос. Да видиме сега од библиска перспектива кога станува збор за Христовото раѓање. Ангелот Гавриел, драги браќи и сестри, го најавил раѓањето на Исуса Христа, на Марија. Дека таа ќе биде мајка, дека таа ќе биде носителка на тоа бебе, на тоа дете кое ќе го наречат Исус. Детето кое требало да го роди, ќе го нарече Исус, ќе биде зашнат од Светиот Дух. Пораката на ангелот била, како овде што пишува, во склоп со пророштвата на старозаветните пророци. Рековме, се е прецизирано, се е кажано однапред. И они кои читале Библијата, требало го знаат тоа. Ние ќе видиме подоста малку подолу некои луѓе незнабожци, да ги откриеме, тоа биле мудреците, кои можеби од друг аспект не читале Библијата. Сакајќи да дознаат за разни звезди, прочитале дека ќе се роди Исус Христос таму некаде на исток. И затоа тие ќе тргнат на едно долго патување од доста километри. Ќе поминат 1000 километри ќе поминат мудреците да го најдат ова село или ова град или ова место, Витлеем, и да се поклонат пред големиот Бог, пред Исуса Христа. Значи, драги пријатели, Исус е роден во Витлеем. Тоа било дар, најголемиот дар, што човештвото може да го добие. Ајде малце да одиме понатаму и да прочитаме што рекол Луис, тој е лаички теолог. Значи, лаик, значи сам се образувал. Но за него, кога е открил ова вистина за Исуса Христа, што запишал, целата приказна се стеснила, се додека не дојдеме до една точка мала како врвот стрела, до кревка млада еврејка на колена. Бог избира едно младо суштество меѓу сите луѓе кој ќе биде на љубавото пакување на овој прекрасен подарок. Интересно, Бог ја пронаоѓа Марија. Имало и други жени, девојки поубави, можеби надворешно. И секако дека имало. Но Бог се одлучил
за ова девојка. Таа да биде таа опаковка на тој подарок. Знаете, кога ние ќе купиме некој подарок, го ставаме во што? Во кутија, оставаме целофан, го пакуваме да биде убаво да изгледа. И Бог рекол: Маријо, ти ќе бидеш таа опаковка преку кој ќе дојде Исус Христос. Знаете, Исус можел како падобранец да дојде голем, да се постои на земја. Но луѓето не би го прифатиле. Вие кога одете на запад или некаде живеете со години, постојано вие сте странец таму. Но кога ќе се роди дете таму и ќе почне да навлезе во порите на општеството, то дете е прифатено. Така да Бог одлучил да се Исус отелотвори во еврејскиот народ преку Марија. Понатаму еве што читаме во текстот. Тогаш ангелот ти рече: не бои се, Марија, зашто си нашла милост пред Бога. И ете, ќе заснеш и ќе родиш син и ќе му го дадеш името Исус. Наистина, каква привилегија, браќи и сестри, имала Марија. Марија можела да каже: Исусе, па јас имам работа, треба да студирам, да завршам средна школа. Марија имала некаде 19-18 години, релативно млада тинеџерка. Може да кажам: па морам на интернет да одам, па немам време. Знаете, денеска младите, не сите, но наоѓаат изговори. Марија може да најде некој изговор, но таа едноставно го прифатила тој дар од Бога да биде носител. Но на жалост не била прифатена од општеството, од своите роднини и пријатели. Првен кој се спротивставил кога слушнал за тоа? Низиниот сопруг Јосиф, бидејќи тие биле верени, ние би рекле армасани, меѓутоа не биле се уште во брак. И кога Јосиф слушнал за тоа, не му било баш мило. И затоа, таму вели текстот, тој Наоми одлучи тајно да остави, да не прави сега резилост за девојката. Еве, ја остави, знаете, тоа денеска се не рекува развод. Тој сакал бил чесен човек, умен човек. Ние ќе кажеме уште неколку реченици малце подело за него. Меѓутоа, Јосиф кога се уште се двоумил, ангел му се јавил ноќта и му соопштил вест дека Марија честна жена, дека никакво зло, односно никаква грешка таа не направила. Затоа денеска ние имаме вакви слики. Знаете, овие слики претежно за Нова година ги црта човекот по име Томас Кинкат. Тој е еден од најпознатите сликари за божикни честитки. Понекогаш тие сцени се така радосни, така убави. И ние би рекле колку било убаво во таа шталичка. Но и денешните штали не се баш пријатни. Некој да ве затвори тамо да биете неколку часови со тие животни. Меѓутоа, овие честитки се така зелко убави. Но тие сцени, почитувани браќи и сестри, не тераат на размислување. Не тераат да се прашаме дали денеска во овој 21 век ти и јас имаме време за Исуса. Еве, прашањето овде е напишано. Дали имаме време за Него, за Исуса Христа? Или пак ќе најдеме изговори? Знаете, денеска многу луѓе наоѓаат изговори. Многу луѓе се наоѓаат причини зошто не читат Библија, зошто не одат во црква, зошто не веруват во Бога. На тој начин се смируват совеста дека имаат некои поитни работи. Меѓутоа, вечера мора да одговориме, ако не вечера, утре или задутре. Еден ден мора да одговориме на ова прашање, дали имаме време за Исуса Христа. Интересно, одиме понатаму и да се запрашаме сега, кој бил Јосиф? Човек кој може би толку не му даваме внимание кога зборуваме за Христовото раѓање. Се заборуваме на Исуса, на Марија, но преку неговото име како да поминуваме така навистина брзоплето. Сепак, еве заслужува внимание да кажеме неколку реченици и за самиот Јосиф. Тој бил по професија столар, човек кој се занимавал со дрво, би рекле. Денеска во овој модерен стил на живење, би рекле, тој правел куќи, што
што би рекли клучна рака, бил свршен или, како што рековме, армасан за Марија. Честно си го заработувал лебот. Бил познат во местото каде што живеел. Но случајно дознава дека Марија е бремена. Во тоа време, според законите, можела Марија да каменуваат и да убијат. И никој не би одговарал. Ите какви строги закони имало. Но тој не сакал да ја Марија изложува на такви стресови. И затоа размислувал, се молел. И што се случува? Додека така се молел и размислувал, како што реков, еве Господ му се јавува. Но што го намисли тоа? Кој е тоа? Да остави, да каже Марија, оди си дома, прекинуваме свршувачка, едноставно ти си почни нов живот, јас ќе отпочнам свој живот. Не. Господов ангел му се јави на сон и му рече: Јосифе, сине Давидов, не бој се да ја земеш Марија, својата жена, зашто зачнатото во неја од Светиот Дух. Таа ќе роди син и ти ќе му го дадеш името Исус, зашто тој ќе го спаси својот народ од нивните гревови. Кога Јосиф ги слушал овие зборови, почитувани, тој се освестил, сватил дека ќе направил голема грешка ако ја отпушти Марија да си оди дома. И затоа тој го менува својот план и рекол: Добро Боже, ако ти тоа си го испланирал, како јас што сум мајстор и се педантно планирувам, мерам колку должина, висина, тој бил педантен мајстор, Боже, тогаш во ред, ја прифаќам играта, условно кажано. Ќе земам Марија да ми биде жена. Драг Господе, може да се издружиме. А ти, Боже, знаеш точно што работиш и јас цврсто ти верувам. И наистина, браќи и сестри, работата тргнала напред. Што прави Јосиф кога ја слушал таа вест? Што прави тој? Одлучува следново. Тој едноставно одлучува да ја прифати Марија и да биде носител, стол во семејството, да биде заштитник на Исуса како бебе, како дете кој треба да расте. Интересно, Марија и Јосиф, почитувани, биле првите учители кои ќе го наслужат малиот Исус. Во една книга Воспитување пишува дека Марија била првата учителка на Исуса, го изнесувала надвор, на полјанка и му ги кажувала Божите благослови и самата природа. Ноќе звездите, значи првата буква или првите букви, првите зборови Марија го учела Исуса и Јосиф. Секако Исус ќе го помине овој живот. Еве го Јосиф овде, гледате, како свое дете го прифаќа. Иако, рековме, Марија била заштитната на надприроден начин, но Јосиф ќе биде тој заштитник и во меѓувреме ќе заработува за леп. Исус често пати ги користил овие стругови, чекани, глета. 30 години Исус помагал. Може би во неговите прсти има оне шпици, знаете, од даските. Исус 3,5 години активно работел. Другото време го поминал овде, помагајќи на Марија и на Јосифа. Кој зна колку дрвени работи направил самиот Исус. Но тука нашо заштита. Тука Марија била таа обвивка кај што ќе се стави тој дар, бесценен дар, подарен од самото небо. Но да се запрашаме како луѓето ја прифатиле Марија. Како се однесувале? Во случајот на Елисавета со голема прослава, знаете која била Елисавета? Тетка на Марија. И таа во староста своја би рекле, имала повеќе години од Марија и се забременила. И ќе го роди кој? Кого? Јован Крстител. Тие биле братучедовци Јован и Исус. Марија не била така баш прифатена кога слушнале како зачнала. Знаете, луѓето оговараат, озборуваат и денеска е слично. Но Марија не била така прифатена, не била прифатена на позитивен начин. Сеќа што во тоа време немало закон за абортус како денеска. Може
може би бабите неизини роднини би рекли, оди таму и што да направи? Знаете, да не го користам сега тој збор. Но, тогаш немало таков закон. Бог ги волел работите. Значењето на името Емануил значи Бог со нас. Гледате Марија каков дар, подарок Бог преку Марија ни дал. Бесценет дар. Емануил, Исус е Бог со нас, почитувани пријатели. Овде име императорот Август, рековме, тој во тоа време бил на власт, издал наредба, издал закон, сите луѓе да се вратат во своите родни места, зашто треба да се направи попис. Значи, издал наредба. А во она време излезе заповед од царот Август за попис на сите жители. Кога станал зборот сите жители, значи целиот свет во тоа време, под неговата провинција, кај што тој управува. И затоа овде се вели на сите жители. За време на своето владење, 3 пати издал наредба. Значи, 3 пати тој издавал таква наредба за општ попис, меѓутоа, поред тоа издал повеќе наредби за попис во поедини провинции. Излезот, како што спомнав, целиот свет се однесува на таа територија на Римското царство. Како да е, гледаме овде дека Јосиф бил човек и Марија кои ги почитувале земните закони. Треба и ние да ги почитуваме. Знаете до кога? Додека не се косат со Божите закони. Така да, кога треба да отидеме на попис, треба да отидеме. Кога треба да платиме данок, треба да платиме. Она што, како држава да постои, да обстои. Како да е, Јосиф бил послушен и се упатиле на тој попис. Меѓутоа, во тоа време и евреите и другите размислувале дека царот е Бог за нив. И затоа му се клањале и му се плашили, би рекол. Меѓутоа, еве што кажува Лука, а тоа мислам го кажала и самата Марија. Ги симна владетелите од престолите, а ги воздигна смирените, гладите ги насети со блага, а богатите ги отпушти празни. Го прифати Израел, свој слуга, да си спомни на милоста. И затоа, со доаѓањето на Исус Христос, тој небесен дар, многу луѓе ќе разберат дека царот не е Бог. Тој е само една прашинка. И затоа луѓето ќе се насочат кон Исуса Христа. Еве го текстот кај што вели: радувајте се. Само момент. Еве го текстот кај што вели: радувајте се свету, бидејќи ти дојде Спасителот. И затоа ангелите пееле песна, почитувани. Тоа го слушнале самите овчари и отишле во градот да ја пренесат таа радосна вест. И затоа за нас денеска, кои живееме 2 години подоцна од тој настан, се поставува прашањето какво значење има Исусовото раѓање за тебе и за мене. Повторно ќе го цитирам, Мартин Лутер вака напишал: Христос би можел да се роди 20, 100 пати, 1000 пати. Но тоа немаме ништо ако при тоа не се придружиле ангелите. Без објава на ангелите тој момент би останал незабележан како да не се случил. Наистина тоа е така. Мора да се објави веста. Ти можеш да имаш, да кажем, произведуваш најдобри патлиџани, најдобри лубеници или нешто друго, како мајстор, што не знам. Но тоа ако го чуеш во подрум и не го објавиш, дали вреди? Тоа вреди, но луѓето нема да знаат за таа вредност. И затоа на таа небесна пресконференција Бог објавил, ангелите го кажале, пастирите го пренеле на секаде. Тоаш немало мобилни, немало телефони. Тоаш веста се пренесувала, знаете, усмено. Но еден до еден, 3, 5, 10, тоаш биле фамилиите поголеми и таа вест брзо се проширила. Но, ајде да го пишеме сега самиот настан на Христовото раѓање. Немало место во Витлеем. Замислите, нема болници тогаш, немало хотели или биле полни хотелите. Тие анели, што би се рекло, зашто многу луѓе доаѓале од сите краји да извршат попис да направат. Интересно, немало место во Витлеем за Спасителот. Знаете, кога треба се породи некоја принцеза или некоја
госпоѓа глумица била, или што те знам, некоја видна личност, па оние сликарите чека таму во засада само да ја сликат, која ќе излезе од болница. Па пишуваат вакви наслови у весниците, се породила таа или она. Меѓутоа, замислите, треба се роди Спасителот на светот, но место за него нема. И затоа, почитувани пријатели, браки и сестри, се поставува прашањето дали ние имаме место за Исуса Христа. Дали во твојот дом и во мојот дом има некоја ќоше, некоја местенце за нашиот Спасител Исус Христос. Јосиф звонел од ова врата до она врата, од ова место до она место. Сите се извинували и рекле, извините, но немаме место. А жената само што не се породила. Меѓутоа, други луѓе таму 1000 километри кои ќе читат Библијата од други мотиви, ќе го пронајдат текстот или стиховите кои ќе ги потикне да го бараат младенецот. Тоа биле мудреците од Исток. Тие немале тогаш GPS. Знаете, сега на мобилните можеш да напишеш Загреб и ќе те однесе колку километри, за колку часови, се знае сега. Меѓутоа, тие немале GPS. Имале само Библијата, Стариот Завет и тоа пророштво дека таму на Исток, во Витлеем, ќе се роди Спасителот на светот. И ги проучувале теоријски списи и пророштвата кои се однесувале на Месијата. Заклучено интересно, тие не биле пророци кои комуницирали со Бога. Туку заклучиле врз основа на пророштвата дека Исус треба во тоа време да се роди. И затоа се подготвиле. Патувале, реков, 1000 километри. Тоа отприлика од тука до Загреб. 1000 километри. Како патувале? Со камили. Кој зна колку време им требало, колку недели да отидат до самото место. И наистина на Марија и Јосиф им објасниле зошто дошле, кога дошле во самиот Витлеем. Со голема почит им предале големи подароци. А денеска ние, во овој 21 век, немаме место за Бога. Немаме место за Исуса. Зошто нашите срца се полни со световни работи, кои се помилили, како што треба да јавиме денеска 3 пати или повеќе пати, утре повторно и повторно. Меѓутоа, денеска, на жалост, не сите, секако ни луѓе кои имаат место за Исуса Христа во своето срце. Почесто место во домовите, знам, стотици и илјадици луѓе тоа го прават. Но на жалост, во овој 21 век има преку 8 милиарди луѓе. Дали тие луѓе имаат место за Исуса Христа? На жалост, сите немат. Но кога проучуваме за Исуса, почитувани, може да извлечеме неколку корисни поуки. Тоа е прво понизност. Замислите, понизниот Бог дошол во тело да биде измачуван, плукан од страна на луѓето. Тоа го доживел самиот Исус Христос. Знаеме што се му правеле кога требало да замене на крст. Прето го судиле, го тепале за ушки, знаете, му ударале, да погоди кој го удара. И на крајот завршил како најголем злосторник. За Бога постои мисле дека е силен, агресивен, семоќен и владе како некој деспот. Но затоа Исус доаѓа да ја објави вистинската слика за Бог кој е полн со љубов. И Бог тој подред го пакува, како што веќе неколку пати спомнав. Исус доаѓа на свет во понизност, во најслаб облик како бебе. Бог станал доволно мал за ние да се приближиме. Ако Бог би дошол како цар на коњ, како што тоа го правиле римските владетели, секој не може да му се допре, како денешните председатели. Ајде допри се до него. Па тие телохранители ќе те шутнат како 5 пари. А обичен човек, и тој носи живот како и ти и јас. Меѓутоа, луѓето ги прават големи, како носители, а има луѓе кои се понизни, ако имат, например, големи имена во смисол како председател на влада на држава, но сепак ја задржува својата понизност. Значи, кога го проучуваме Исуса Христа, ние се учиме на понизноста,
но дали денеска сите луѓе се понизни? Еве ова фотографија што ја спомнувам, односно што ја покажувам, кога британската кралица, таа е сега покојна, отишла во посета кога овој човек беше председател, Буш, тој со себе, таа всушност со себе, тоа се случило 2007 година, ја посетила Америка, ги зела со себе најубавите облеки, не знам колку куфери имала со себе. Понатаму, го повела својот фризер, да постојано има фризура. Докторот го повела, стоматолога за забите, случајно да не ја заболи некој заб. Низините слуги биле сонеани. Низиното патување само за неколку дена, знаете колку чинило? $2 милиони. Обична жена за патување во Америка потрошила $2 милиони и со себе гледате каква тајфа на луѓе понела. Браќи и сестри, спротивно на неа, царот на вселената, Исус Христос, доаѓа и се раѓа во штала, меѓу животните. Каква понизност може да научиме од животот на Исуса Христа? Понатаму учиме за заедницата. Знаете, кога го проучуваме Исусовиот живот, гледаме заедница. А заедница има таму кај што само може да се доближиме еден до друг. Можеле, например, овчарите кои го слушнале гласот на ангелите, еден од друг да каже: вие останете колеги тука, јас ќе отидам да видам. Не, сите отишле. Тоа покажува дека тие имале почитување еден кон друг и имале заедница. И затоа и ние денеска вечера може да се научиме од нашиот Спасител Исус Христос да имаме заедница, меѓу себе. Зошто таа заедница е важна? Бојата радосна вест создава заедница. Мудреците во група ја следат звездата и заедно го пронаоѓаат младенецот. Понатаму, мудреците знаеле дека наместо земските великани треба да го одберат Исуса, кој е најдобар пример. И повторно се поставува прашањето: дали има место во вашиот живот за Исуса во овој 21 век? И мудреците од Запад денеска би можеле да го откриат тој пат. Знаете, ние сите како луѓе сакаме да одиме на Запад. Меѓутоа и на Запад има криминал уште поголем, има болести, има смрт. Но денеска вечера Бог не повикува сите нас почитувани да одговориме на тоа вековно прашање: имаме ли време за Исуса? Има ли место во моето и во твоето срце за Исуса? Денес се водат борби околу Исуса. Некои го споруваат дека тој не постои, дека тој е легенда, дека тој е нешто измислено. Едноставно го негираат неговото раѓање. Човештвото е поделено околу ставот кон Исусовата личност. Понатаму може да кажеме Луцифер, таа стара змија, го напаѓа Исуса од мигот на неговото раѓање. Знаете, кога се слушнала вест, кога мудреците дошле кај Ирода и рекле: да, ние бевме, му се поклонивме, а тој вели: дајте ми податоци, каде е тоа село, каде е тоа место, каде е таа штала, дајте ми подробни информации. Меѓутоа, Бог им рекол: немојте тоа да го кажувате. Те се вратили по друг пат. Тој всушност бил револтиран да не дојде сега нов цар и да го сврне него од престолот, и затоа наредил сите деца до колку години? Замислете, пишува таму во Стариот Завет, плачење, мајките рикале од жалост, зашто нивните деца били убиени. Значи, Луцифер сакал по секоја сцена да го поремети Исусовиот план и неговото раѓање и растење на крајот да умре. Веќе од самиот почеток на неговиот живот сакал да го убие преку Ирода. Меѓутоа знаеме дека Бог го чувал тоа невинно суштество и ги испраќа во Египет.
Додека царот е жив, кој ќе умре после година и нешто, Бог вели на Марија на Јосиф: вратете се сега назад, зашто оној крвникот кој го бараше животот на детето не е повеќе жив. И затоа, драги пријатели, браќи и сестри, кога учиме за Исуса, ние имаме и пристапност да се приближиш до Исуса. Да се приближиш до Исуса. Бог преку едно новороденче му отвара врата на човекот. Што може да биде безопасно од едно бебе? Дали се плашите од бебенце? Па тоа е нешто најмило, тоа е нешто најнежно, тоа е нешто што не може да се опише со зборови. Затоа Бог користи таква метода преку бебе да ни се доближи и ние да се доближиме до него. Тој нам се приближил прв, да му се и ние храбро приближиме. Бог порачува. Бог и сака они кои не се вклопуваат во оваа слика. Може би ти си некаде на маргините на општеството. Може би ти се чувствуваш осамен или осамена. Може би таму во средината кај што работиш ти смејаваат. Може би си починет. Ја немаш таа ширина, длабина и радост во душата. Исус ни дава пристапност. Исус ја отвара вратата кон него и дојдете сите кои сте уморни и натоварени, и јас ќе ве одморам. Понатаму, кога го проучаваме Исуса, ние имаме доверба и надеж дека не сме сами, дека сепак некој се грижи за нас. Во Христа светот има нова надеж. Понатаму, неговата милост ни учи како разумно да го живееме својот живот. Бог испраќа порака на светот преку своите следбеници, укажувајќи на можноста за преживување и остварување на своите соништа. И затоа, нека ова размислување, речева, почитувани, не поттикне сите нас да гледаме во Исуса Христа со надеж, да пристапиме, да не се плашиме. Не ниту Бог во Стариот Завет, ниту во Новиот, они тирани кои само убива. Не, тоа е слика на ѓаволот. Тој сака неговата слика да ја прилепи на Бога. И ние да имаме страв. Слободно да пристапиме кон Христа. Да имаме мир и добра волја меѓу нас како луѓе. Но што се случува во последно време? Сигурно сте приметиле како новините, весниците пишуваат дека често пати се случува некои производители на автомобили да ги повлечат. Дали сте слушнале? Дали неисправни, оние перничките, знаете? Неколку илјади автомобили се повлечени. Или некој лагер, или некои вентили, или некои други делови од колата. Нови коли, произведени, но пронаше дека има некој дефект и ги повлекуваат. Прочитав дека и една издавачка куќа повлекла книга со рецепти. Зошто се прашувале? Затоа што во некои рецепти фалело некои состојки што не биле допишани. И тие книги морали да се повлечат како книги кои нешто им фалат. Меѓутоа, дали нешто му фали на ова општество? Човештвото оди по пат на немири и зло во 21 век. Наместо да се смирате работите во светот, гледате како ѓаволот успешно работи. Ќе се смири една војна, во некоја држава ќе се отвори ново поле. Нов извор лош. Така да човештвото има фалинки на себе и мора да се изврши реконструкција. Мора нови свет, почитувани, да му дојде крајот. Мора да се направи нов почеток. Ние би рекли рестарт. Значи мора да дојде наскоро Исус Христос и да направи нов почеток. Но прашањето се уште проверува за нас. Има ли место Исус во твојот и во мојот живот? Затоа, нека Господ ни помогне, почитувани, да вечерва донесеме добри одлуки, да кажеме: Господи Исусе, може би мојата врата беше малку отворена, но сега ја отварам целосно. Влези во моето срце. А тамо во Откровение 3 глава 21 стих пишува: еве стоам на вратата и тропам. Значи Исус не зема некој железо па насила да влезе. Тој ќе тропне. Знаете, кога луѓе тропнуваат на вратата или ќе бозванат, ако никој не се јави за минута, две, си одиме. Исус вели: тропам на твоето срце. Ако го отвориш, ќе влезам кај тебе и ќе бидам со тебе. Ова слика ќе ја видиме сега наскоро. Слика за Христовото
раѓање. Многу луѓе ќе си праќаат писма еден на друг, ќе си посакуваат убави желби, но срцето ќе им биде затворено за Исуса. Затоа Господ нека не благослови, драги мои, нека ни помогне да навистина Исус Христос влезе длабоко во нашите срце. Веќе тоа ќе го направиме. Ви поканувам, почитувани, да дојдеме утре навечер, да отидеме на втората станица. На втората станица на нашето патување на Исуса Христа. Вече разборувавме за Витлеем и за Назарет. Две места кај што Исус се родил и кај што Исус пораснал. Меѓутоа, Исус сака вечер да се роди и во твоето срце и во моето. И на тој начин тој да ни помогне да растеме, да поминуваме многу полесно и сите бранови животни кои се случуваат во нашиот живот. И така наскоро кој ќе дојде, не како бебенце во Витлеем, туку како цар на царевите, како господар над господарите, да не земе да бидеме за секојаш со него во вечноста. Амин.